Културното наследство има непроценлива вредност, многу поголема од сите партии и политики во светот, предупредуваат археолозите во однос на засега непознатата траса на коридорите 8 и 10. Од она што е познато, автопатите ќе поминуваат низ најбогатите региони со археолошки локалитети во земјава. Иако засега трасата не е означена, сепак археологот Перо Арџанлиев апелира до сите надлежни за изградба на коридорите да не заборават дека таму каде што ќе се копа, постои големо културно наследство кое не и припаѓа само на Македонија, туку и на светот. Нашата земја уште во 2006 година ја ратификуваше Европската конвенција за заштита на културното наследство. Иако не е позната трасата, јас имам и апел и до компанијата и до сите чинители, прво да се консултираат со надлежните институции, со надлежните археолози, прво за да избегне непотребни трошоци. Изградбата на коридорите предизвика потреба од измена во 9 закони. Од нив беше повлечен само предлогот за измени во Законот за заштита на културното наследство и тоа по реакции на археолозите и на пошироката јавност, кои имаа замерки надлежниот инженер за изградба да ја преземе одговорноста за известување при евентуално пронаоѓање на локалитет. Според Арџанлиев, законот е повлечен бидејќи ни самата компанија не би сакала да си направи дамка во своето портфолио за евентуално уништување на археолошки локалитет. При секоја ваква инфраструктурна и друга активност наидуваме на нови локалитети за очекување да се откриат и нови. Тоа не треба да не плаши за поздравување. Тоа треба да не замисли да се екипираме сите институции, меѓуинституционално, меѓусекторски, да соработуваме како би го заштитиле културното наследство подобро и поефективно. За системска и организирана заштита на културното наследство треба подитно донесување на нов закон за заштита, во кој ќе бидат вградени сите меѓународни конвенции што нашата држава ги прифатила и ратификувала, коментираат археолозите. Денеска пред Археолошки музеј на Македонија раздвижено. Домашни и странски туристи го користеа бесплатниот влез во музеот по повод Светскиот ден на локалитети и културни наследства.